Систем, колеги пратеници, на јавни набавки нема пазарна економија. Преку системот на јавните набавки се гледа однесувањето на државата, домаќинлукот на државата. Значи, јавните набавки се столбот на пазарната економија во Република Македонија. Затоа секогаш кога дискутирам, кажувам да појдеме од основата на тоа за што дискутираме и за кој закон се работи. Законот за јавните набавки е еден од клучните закони во Република Македонија, каде што многу може да се заштедат пари во делот на јавните набавки кои се вршат во нашата земја. Јас на неколку наврати кажав дека со квалитетно водење на јавните набавки и со добар систем може да се заштеди 10 километри автопат годишно. Тоа го потенцирав кога го земавме кредитот за патиштата и реков дека немаше потреба да се земе овој кредит ако работевме домаќински, односно ако гледавме како треба да се водат тие јавни набавки, ако имавме добар систем на јавни набавки, ќе заштедевме по 10 км, што прочем за 7 години по 10-70 км, тачно колку што треба да се направат овие две релации Скопје-Штип и Кичево-Охрид. Меѓутоа, мора да кажам дека нашата ориентација, односно ориентацијата на владата треба да биде многу јасна. Брисел, а не и Линденска број 2. И тука треба да расчистиме таа работа, да кажеме дека нешто треба да се подобри и владата секогаш постојано предлага решенија со кои постојано се зауструваат механизмите на контролата на спречување на злоупотребите, на системот на најававки, но се уште системот на јавни набавки е решето, така народно кажано, па на човек му доаѓа да извика, аман бе, доста не го менувајте више овој закон, затоа што стварно све се менува нешто, а уствари ништо не се подобрува. Законот за јавни набавки, почитуван заменик министер, просечно по 2 до 3 пати годишно е на поправка во ова собрание. Со толку подобрувања ќе се направеше еден прав европски закон и што сметам дека ќе имаме многу подобар систем на набавки, отколку нонстоп да го носиме на поправка. Тоа те исто кај еден човек кога оди на лекар и му даваат соодветни лекови кои треба да ги применува, па не ги применува тие лекови, си зема некој свој сами што ги предлага и затоа не се излечува. Така и ова. Значи, тука мораме да направиме добар систем и да не доаѓа овој закон, претежно овој закон на поправка овде тука во собранието. Овој закон, како и многу други, ја доживеа истата судбина, ќе се роди добар закон, како плод на техничка помош од странските експерти и потоа почнува неговото расипување. Ама владата секогаш кажува дека е подобрување и со секоја измена се оддалечуваме од европските правила, а не подобрување, како што реков претходно. Значи, не смееме да ги заборавиме, почитуван заменик министер, препораките од извештајот на напредокот на Република Македонија за 2013 година. Вие знаете многу забележки имаше во делот на јавните набавки. Пред малку некој од колегите рекува дека имало транспарентност во јавните набавки. Токму тоа, колеги пратеници и колешке, кои кажавте дека транспарентност има во јавните набавки, голема грешка и голема заблуда сте. Најголемата забелешка на извештајот на Европската комисија токму тука кажува, се уште постои загриженост во однос на транспарентноста, доверливоста и еднаквоста на системот на јавни набавки. Тоа го укажуваат и на ниските цени. Тоа го укажува извештајот на Република Македонија. И секогаш кажувам, ако нешто кажуваме, барем да има некој аргумент да се каже она што е и што треба да биде. Покрај ова што кажав дека постојано се предлагаат решенија, а нема подобрувања, сметам дека почитуван заменик министер должен сум, како и претходно што кажав, така и сега, јас само укажувам, не сум тој што можам да донесам соодветни решенија за јавните набавки. Меѓутоа,
Процесот на усогласување на овој закон со законот за администрација, службеници, со законот за вработување на јавниот сектор е многу сложен и обемен процес, за кој треба период на сериозни подготовки и преземање на извршување на значајните подготовки во врска со овој закон за јавните набавки. И треба добро да се испланираат и уште подобро да се изведат овие законски решенија. За остварување на заложбите на наведените закони се од огромно значење се токму квалитетните, добри структурни, прецизно хронолошки изведени подготовки на овие работи и секое пребрзување, како што кажав, на сите претходни закони, така и на овој ви укажувам, секое пребрзување носи голем ризик на девалвирање на суштинските интенции на овој предлог закон што вие го предлагате, односно законот за јавни набавки. Реков дека ово е закон за домаќинот на државата. Ако има домаќинско работење во овој закон за јавни набавки, верувајте, ние немаше потреба да го земеме кредитот од 600-700.000 евра од кинескиот кредит за патиштата, што треба да ги направиме од Кичево до Охрид и од Скопје до Штип. Верувајте, анализите јас кој сум ги правил и она према сумоделство по некои ваши документи што сте ги предлагале во почетокот на секоја јавна набавка и на крајот затворањето на таа набавка дојдов до констатација дека има голема злоупотреба во однос на цените што се даваат на почетокот на јавната набавка и на фактурната вредност на крајот на јавната набавка. И тука се реков дека може да се заштитат 10 километри автопат годишно. И не случајно го кажав тоа, вие знаете, ја ви изведов неколку примери, нечем да се надовржам на тоа, на јавните набавки, ви дадов неколку примери во делот на набавка на ХТ за опрема, во делот на други фактурни работи кои беа тродупло фактурирани, и дојдов до констатација дека може голема пара да се заштити во делот на јавните набавки во Република Македонија. И затоа гласав против земењето на кредит за овие патишта. Не ради друго, ради тоа што немаше домаќинско работење. И затоа реков на крај да кажам дека секое пребрзување носи голем ризик, она што вие го правите во овој момент. Како и сите претходни закони, така и овој, кажувам дека не ги гледаме извештаите на Европската Унија, не ги гледаме забелешките, направивме убав закон со помош на експертите, ние сега го расипуваме. И реков, мојата констатација е дека ние сме мајстори во извртувањето на најдобрите закони кои ги направивме, да ги направивме во закон во јавни набавки, во закон на македонски стил. И затоа, почитуван заменик министер, моите забелешки, ако ништо друго, прибележувајте ги, ќе ви требаат, а добро е што има, реков, стенограм, и ќе се има време, ќе се види кој нешто кажал во врска со овие закони, дека има големи пропусти во делот на сите претходни закони, така и на овој. Благодарам.